Дали гласот на граѓаните може да направи промени? На оваа тема анализираме наредниве минути со господин Слободан Трендафилов, председателот на Сојуз на синдикати на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на покана. Почна се со Хрватска. Многу аналитичари и економски беа скептични во однос на тоа дали реакцијата на хрватите може да направи промени, но ако ги следиме податоците на Управата за јавни приходи на Хрватска, ќе забележиме дека бојкотот и тоа како господине Трендафилов даде резултати. Статистиката кажа дека минатиот петок до 16 часот бројот на издадени сметки во малопродажбата бил помал за 43%. Уште една потврда дека гласот на граѓаните навистина прави промени. Во пракса, граѓаните во принцип се секогаш во право. Ние како сосема во изминатиот период бевме можеби единствената организација која гласно говореше во нивно име дека нешто се случува чудно со цените во маркетите или во трговските ланци, имајќи во предвид дека синдикалната минимална кошница која пресметуваме порасна за 6.000 денари само за една година, или пак делот за храни и за пијалоци за повеќе од 2.300 денари, што ќе каже дека наместо цените да се намалат со сите овие мерки за 10% и трговците да бидат општествено одговорни, да ги исполнат ветувањата кон владата и кон работниците, се покажа дека животот станува од ден на ден се поскап. Со владата при креирањето на првата мерка од месец септември до месец јануари успеавме на еден начин да го зауздаме ова енормно зголемување на цените, меѓутоа за жал неуспех е тоа што цените не се намалија за најмалку 10%, онолку колку што се ветуваше од страна на трговците дека ќе го исполнат и ќе го испорачаат за да се помогне за зачувување на животниот стандард, како и најсоцијално загрозените и најранливите категории на граѓани кои живеат со минимална плата, социјални примања, ниски пензии, да можат да ги пробуткаат најбитните денови во годината, новогодишните и божикните празници. И сметам дека тоа што започна како лавина од Хрватска ќе го даде својот ефект и во Македонија, меѓутоа и во другите земји од регионот, но тоа што сакам да го упатам како порака е дека не треба да дозволиме и ние само да протестираме поради тоа што некој друг протестира. Треба навистина во текот на утрешниот ден да се воздржиме и да ги заобиколуваме влезовите на овие неразбрани трговци, ние ги кажуваме, за да почувствуваат и тие дека без граѓаните и најниските цени во супермаркетите повторно ќе нема кој да ги купува производите, и затоа велиме дека можеби утрешниот ден ќе биде своевиден црвен картон за таквите политики на овие трговци. Каква порака праќа на ниво на Балкан, имајќи предвид дека бојкотот со брзина за една недела се прошири во сите ексио држави? Видете, сите сме малтене во исти кош. Ниските плати се насекаде слични, дури Хрватска е далеку со повисоки плати од останатите во регионот, како земја членка на Европската унија. Меѓутоа, навистина тешко е да преживеете со минимална или со просечна плата во земјите од регионот, да не зборуваме во Македонија, каде што и минималната и просечната плата е најниска од сите држави. Две минимални плати денеска не ја покриваат синдикалната минимална кошница која е 63 денари, тоа само за основните работи, а да не зборуваме дека делот за храни и за пијалоци веќе е повеќе од една минимална плата. Значи едно 4-члено семејно домаќинство, доколку само еден работи, доколку тој е на минималец, не може само да ги прехрани членовите на семејството, и затоа е потребно зголемување на платите, зауздување на ова дивење на цените, и мислам дека владата во наредниот период треба да биде далеку поригорозно тоа што беше. Не треба повеќе да им верува на добриот збор, не треба повеќе да ги слуша како кукаат и како бараат нешто дополнително, да им се исполнат некои дополнителни услови, бидејќи платата е ниска, но и затоа со највисока плата во Македонија исто така се скапи цените во маркетите. Народот ќе каже не се цените толку високи, туку платите ни се многу ниски, меѓутоа опцијата е да ги вратиме цените на пред 2015 година, например, и да не ги зголемуваме платите или да ги зголемиме платите за да можеме да си овозможиме пристојен и достоинствен живот. Треба ли да стравуваат малите и големи трговци од утрешниот ден? Колку може тоа да им ги помати профитните сметки? Доколку граѓаните се воздржат и во текот на денешниот ден да не прават набавки како да ќе нема утре, и доколку и во сабота, имајќи во предвид дека и недела е неработен ден, не купуваат двојно или тројно повеќе од тоа што го правеле во редовните денови, верувајте дека ефектот ќе биде навистина голем.
Главниот проблем е што овие трговци во септември месец дури ја намалија за 5% платата на вработените во трговијата. Вработените во трговијата се незаштитени, не се синдикално организирани, упатувам апел да се приклучат на ССМ во таа насока. Меѓутоа овие сопственици на тие големи трговски ланци имаат енормни профити, имајќи во предвид дека топ 5 трговски ланци во Македонија според последните податоци имаат добивка, чиста добивка помеѓу 4 и 10 милиони евра, и тоа е навистина многу за општество како што е Македонија, а пак македонските граѓани целосната своја плата веќе ја трошат во супермаркетите за да може да се прехранат и да преживеат. Пак ќе се навратам на хрватите, се започна однив кога тие одлучија да го кренат својот глас бидејќи направиле некои анализи и добиле информација дека некои од трговците си се дозволиле да стават до 40% маржи на производите, и тоа нас не изгледаше многу страшно. ИРЛ излезе деновиве со уште една анализа во која што потврди дека тоа се случува и кај нас и со нашето тргување. Да, жалосно е тоа што досега може институциите на системот тие податоци да ги направат јавно достапни до сите. И сметам дека партнерскиот однос кој ние како ССМ го имаме со владата во наредниот период ќе го овозможи тоа, како и ќе овозможи граѓаните да бидат своевидно сами инспектори, имајќи во предвид дека државниот пазарен инспекторат не е доволно екипиран и треба да се екипира доволно, му се дадат дополнителни надлежности за да може да санкционира и да казнува со ригорозни казни, и сметам дека во наредниот период заедно ќе можеме да направиме нешто преку дигиталните алатки, па секој од нас да знае каде е поевтино, каде е поскапо. Но тоа што загрижува е тоа што одредени трговски брендови во Македонија имаат профитни маржи повеќе од 30%. А уште повеќе загрижува тоа што токму некои од нив, сакајќи да се промовираат изминатите неколку денови, дури најавија дека ваквите цени ќе ги задржали и во наредните 3 месеци и дека немало да има намалување или зголемување на цените, тоа што ќе каже дека со маржа од 30% добро се живее доколку сте сопственик на некој трговски ланц. Но некои маркети уште вчера започнаа со намалување на цените. Да, видовме по социјалните медиуми како на одредени производи се ставаат ливчиња со 0% намалување на цените само за да привлечат внимание дека нешто се намалува. Да, меѓутоа кога во текот на утрешниот ден ќе останат празни, може да ги намалат цените и за 100%, граѓаните ќе им покажат дека со овој тип на граѓанска непослушност и упатување на порака кон нив, дека ќе мораат во наредниот период, почнувајќи од сабота, да ги намалат цените следствено на тоа колку е реална нивната добивка и маржите да ги сведат на минимум за да можат и граѓаните да си дозволат да пазарат, меѓутоа и тие да имаат обрт на капитал и на крајот на краиштата државата да има приходи од даноците. И ќе се навратам на риториката, односно оно што се зборуваше кога хрватите се подготвуваа за првиот еднодневен бојкот. Сите беа скептични, дури аналитичарите и политичарите, економистите, но денот по бојкотот веднаш се смени риториката во однос на тоа дека сите мислеа дека ќе биде туку така и нема да има ефект. Она што ме интересира, доволен ли е, еве за крај на разговорот, еднодневен бојкот или потребни се и неопходни дополнителни политики кои што ќе го заштитат граѓанскиот стандард и какви во моментот? Веројатно еднодневниот бојкот потоа ќе премини во други акции. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија веќе предвидуваме и планираме соодветни акции кои нас ни се овозможени согласно нашите правила и акти во наредниот период да ја подигнеме свеста кај граѓаните и да укажеме точно на она што го велат и трговците, да ги одвоиме од совесните со несовесните, да покажеме со прст кон оние кои наистина не ги намалија цените и го злоупотреби овој период како војни профитери да се на крајот на криштата. Тоа што ни го покажа случајот од минатата недела во Хрватска и тоа што се случува овој петок во целокупниот регион со бојкотот, покажа дека во одредени држави се размислува и за далеку поригорозни акции од страна на граѓаните. Се разбира, оваа мерка не значи дека некој треба некого да покани, треба сите да одлучиме сами дали ќе бојкотираме и треба секој сам за себе да одлучи дали ќе бојкотира. Јас одлучив да бојкотирам и сметам дека тоа е најправилниот начин како граѓани кои им го должиме и на нашите деца да го направиме во текот на утрешниот ден. Од понеделник ќе анализираме за ефектите од истото. Благодарам за гостувањето и информациите и анализата во Македонија. Благодарам на поканата.